Масовно незадоволство има во сите сектори од земјоделието. Повеќе пари бараат и очекуваат сите, зашто во изминатите денови министерот Цветан Трипуновски средби имаше со производители на многу земјоделски култури. Практично изминативе 30 дена како влада работевме да со повеќе категории на земјоделци, да сите оние проблеми кои што биле во минатото, едноставно ги превенираме и нормално веќе од наредниве месеци да ја спроведуваме програмата на владата во делот на тоа како треба да функционира вистинското земјоделско производство во Република Македонија и земјоделецот да биде на прво место, кое што практично во овој почеток имаме добар старт. Жалам што наследуваме многу проблеми од минатото, меѓутоа теколно работиме и ги решаваме дел по дел, категорија по категорија. Актуелен проблем во овој период е наводнувањето. Се случува апсурд. Вода има, а нивите се суви. Ние како влада на минатата седница на влада назначивме нови менеджерски тимови, нови директори на управата за водостопанство и на акционерското друштво. Со ова го покажуваме нашиот план да во веќе наредната сезона влеземе подготвени, бидејќи водата е основен ресурс за земјоделското производство и ваквите ситуации да нема доволна количина или да имаме ниви кои што се практично немаат вода за наводнување бидат минато. Знам дека имаме голем предизвик, меѓутоа имаме план како да се справиме со овој предизвик во наредниот период преку инвестиции, модернизација и одржување на постоечките системи за наводнување. Практично веќе од идниот буџет ќе определиме 20 на милиони евра кои што ќе бидат за враќање на уништените системи за наводнување во функционална состојба. Субвенциите и нивната исплата се проблем. Што ќе се случува во иднина? Со ребалансот се обезбедуваат преку 1.250 милиони денари, кои што исто така ќе бидат исклучиво за исплаќање на заостанати обврски од претходни години. Висината е да наследуваме голем долг во делот на неисплатени субвенции, меѓутоа со ваквата пренамена и со ребалансот правиме напори и ќе успееме да ги изчистиме сите заостанати обврски према земјоделците, за да можеме веќе од 25-та година со новиот буџет влеземе во една динамика на редовна исплата на субвенциите, кои што се неминовно потребни во овие тешки моменти на сите категории земјоделци. Климатските промени го уништуваат македонското земјоделие. Која е новата стратегија? Токму така, климатските промени од година во година се поизразени. Она што ќе мораме да се фокусираме во наредниот период за да превенираме несакани последици од климатските промени е во тоа да првин се употребат средства за заштита од природни непогоди. Во тој дел ќе бидат преку посебните програми на Министерството финансирани сите оние заштитни мерки кои што ќе значат заштита на земјоделското производство, нормално управување со водниот ресурс, затоа што климатските промени можат да се изразат и преку излевање на речните корита, поплави и така натака. Значи во тој дел сериозна регулација на сите овие водни текови низ државата и нормално во делот на растителното и сточарското производство употреба на сорти и раси кои што се отпорни на климатските промени, односно насочување на земјоделското производство во делот на тоа што значи отпорни сорти на вакви климатски промени.